Да, откако бев избран за претседател на ВМРО-ДПМН, основна задача си поставив пред себе да ги посетам сите општински комитети во Република Македонија. Некако сега ова кореспондира со масовна мобилизација на членството на поддржувачите на сите граѓани во Република Македонија кои што ќе ни се придружат на големиот протестен собир кој што ќе се одржи на 2 јуни. Денеска сум во Прилеп, вчера бев во Битола, изминативе денови ги посетивме Штип, Охрид, посетивме Струга. Можам да кажам дека атмосферата секаде е одлична. Кога велам одлична, мислам на револтот и протестот кој што го изразуваат против сите овие ненародни и погрешни политики кои што Зоран Заев и владата на Социјалдемократскиот сојуз ги водат изминативе година дена откако се избрани. Ке можеме символично нашето незадоволство да го изразиме пред платото на владата на 2 јуни. Така што мислам дека со ова редовни посети кои што претседател на најголемата политичка партија во Република Македонија ВМРО-ДПМН треба да ги прави и треба да преминат во пракса не само сега да ги користиме за мобилизација пред овој голем протестен собир, туку се тоа да го практикуваме и во иднина без разлика дали ВМРО-ДПМН ќе биде дел од владата, односно ќе ја води владата во Република Македонија или понатаму ќе биде во опозиција. Така што ова е редовно собирање и состанување со членството. Но на што можам на граѓаните во Република Македонија да им порачаме да не се плашат, следува период на големи притисоци, следува период кога невистината ќе се обида да ви ја прикажат како вистина, поразот ќе се обида да ви го прикажат како победа, но мора да обстоиме заедно, мора да се мобилизираме и да ја поразиме оваа ненародна влада и на крајот од денот Македонија ќе победи. Изборната програма е нов завет. Што е тоа на што вие се заветувате, односно што ќе биде новото во сетите? Непогрешно беше протолкувана таа моја изјава, можеби ја малку повеќе архаизмот го користам во сопствените изјави, ќе се обидам да во иднина тоа да не го употребам. Кога велам завет, мислам дека ветуваме, односно ќе се обидеме преку новата програма која што ВМРО-ДПМН ќе ја представи пред граѓаните да ги прикажеме нашите погледи и визии за богата, просперитетна и евроатлантски интегрирана држава на секни граѓани, односно сонот кој што беше сонот на мојата генерација баре малку да стане јаве. Ќе се обидеме да го презентираме и да најдеме решение за реалните проблеми на граѓаните во Република Македонија, не само со празни флоскули и ветувања, што беше пракса на оваа гарнитура на политичари кои што во моментот се во владата на Република Македонија. Преку личен пример и методолошки ќе покажеме дека она што ќе го ветиме во пракси ќе го реализираме. Тоа ќе биде новата програма на ВМРО-ДПМН. Не само нов пристап на презентирање, ние сме го кажале тоа минатото, јас во неколку изјави истото тоа го потенцирав дека оваа генерација политичари во ВМРО-ДПМН учеше од првата, растеше со втората и ќе ги прикаже сите оние нови политики кои што ВМРО-ДПМН планира во периодот што следи да ги практикува на политичката сцена во Македонија. Дозволете тоа да биде изненадување за граѓаните. Се надевам дека ќе биде пријатно и ќе значи една огромна победа на следните предредени парламентарни избори. Ви благодарам.